интересира Абу Даби 2021. Твое мислење како стюард, што требаше да се одлучи и дали тоа што се случи беше во клоп со регулациите од таа година? Да и не. Сега видете, апсолутно факт е дека тоа беше неправедно. Објективно. Меѓутоа, беше одлучувачки за шампионатот. Стюардите сакаа да ја донесат одлуката во тие два круга, условно кажано. И ја носат одлуката во тие два круга. Има спонзори дојдени, има промотори дојдени и мора да се донесе одлука. Не може после трка да се решава тој проблем. Мислам дека е само од брзање на самите стюарди таа неправедна објективно гледано одлука. Субјективно стюардите ќе ви кажат причина зашто го направиле тоа. И има оправдување зашто е така одлуката донесена. Тоа беше конкретно неправедно од твоја гледна точка. Мислам дека требаше да заврши трката по безбедносното возило без никој да го помине. Базирано од должината на патеката се одлучува колку минимум мора да се исполнат кругови во проценти од трката. И ако се исполнети тие кругови, нема потреба трката да се заврши регуларно. Може со безбедносно возило, може со црвено знаме. Во оваа ситуација таа квота беше исполнет. Тоа е неправедното. Требаше да се заврши под безбедносно возило, тоа е тоа. Било која друга серија да беше, што има помалку гледаност, ќе беше под безбедносно возило.